Ниту самиот не си верува во тоа што го зборува. Таква е ситуацијата со лидерот на СДСМ Димитар Ковачевски, барем во моментите кога вели дека неговата партија ќе била сигурен победник на изборите. Според познавачите, ваквата реторика е очекувана со цел колку толку да го крене партиското членство во пресред на претседателските и парламентарни избори, на кои според испитувањата на јавното мислење го очекува тежок пораз. Сепак и покрај убавите зборови и оптимизмот пред камери, според политичкиот аналитичар Александар Ристевски и самиот Ковачевски е свесен дека го очекува тежок пораз. До негде човек треба да го свати затоа што покажува одредена форма на оптимизам, но и самиот е свесен за реалноста, таа реалност му се прикажува и на терен со самата трема, збунетост, непрофесионалност. Гледаме овие 2 дена, името му го сгрешија на кајроните, баш неговите кои го спремаат, надписите му се утнати, букви му фалат, собира строго партиско членство заедно со политички функционери и мислам дека до крајот на изборите прашање дали ќе го видиме на настап на отворено. Така да мислам дека белото знаменце е веќе во вис. Она што многумина го забележуваат во реториката на Ковачевски е и што многу често не вели дека ќе биде подобар на изборите од опозицијата, туку дека и да има помалку пратеници, тој ќе формирал влада. Според Ристевски, реториката на секој претседател на СДСМ е секогаш иста, иако оваа партија во својата историја реално само еднаш има победено на избори. Единствени чисти избори каде што СДСМ како политичка партија извојувала победа, тоа е на изборите 2002 по воениот конфликт. Така да тоа беа единствените избори каде што може да се каже дека тие реално победиле. Сите други изборни циклуси, вклучувајќи го во 2020-та и начинот на кој формира влада после 2006-та во 2017-та, беше прашање на таа политичка сервилност, на тоа политичко попуштање и собирање на сите можни. Инаку сите анкети последниот период покажуваат дека рейтингот на власта секојдневно е во слободен пат и дека поразот на изборите за СДСМ е неминовен и покрај убавите зборови кои Ковачевски се обидува да ги продаде на своето партиско членство.